кој воопшто би можел да каже дека Ал-Бируни, кој живеел пред повеќе од 1000 години, пред Галилео и Њутон би бил тој кој навистина е измерил земјата и знаел дека земјата се врти околу сонцето и својата оска, кој имал идеја за гравитацијата и уште многу други работи. Можеби не сте слушнале за него бидејќи не доаѓа од западот, туку од денешен Узбекистан, но сепак ова е неговата приказна. Роден во 973 година во Хаваризма, во денешен Узбекистан, Ебу Рейхан Мухамед бин Ахмед Ал-Бируни станал носител на знаење од астрономија до географија, од геологија до физика, од ботаника до историја, од книжевност и проучување религии и секти до индологија. Неговите пресметки резултирале со вредноста од 3928,77 англиски милји. Ова мерење е околу 99% точно, кога ќе се спореди со денешната вредност на земјениот радиус. Со тоа ја добил титулата татко на геодетската наука, ама ова бил само почетокот. Бируни ја имал првата идеја за теоријата на гравитација и тоа 700 години пред Њутон математички да го докаже тоа. Неговата гениалност се протегала многу подалеку од тоа. Дури 600 години пред Галилео, Бируни ја бранел идејата дека земјата се врти околу сонцето и околу својата оска. Предвидел дека север, југ, исток и запад се среќаваат во една точка и дека зад океанот лежи непознатата земја, денешна Америка. Истовремено ги развивал методите за пронаоѓање насоки и ги совладал математичките техники за прецизно одредување на почетокот на годишните времиња. Бил колос на знаењето и жива човечка енциклопедија за која сведочат 180 негови дела. Бируниевата жет за знаење го направила светски пионир, а зад себе оставил наследство кое ги инспирирало научниците како Галилео, Коперник, Торичели и Њутон.